Здраво, драги пријатели! Добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за многу добра тема, интересна, која што не знам зашто не ми текнала до сега да ја зборувам. Како тема, но ме поттикна еден мој пријател кој што ме праша практично за оваа диета или начин на исхрана, се работи за кето диетата. Нешто што сум го среќавал и порано и го знам, но во секој случај не сум можеби одвоил време да поразговарам и да споделам некои информации и мислење што ги имам јас поврзани со оваа диета. Значи се работи за начин на исхрана кој што драстично го намалува јаглехидратиот внес во нашето тело. Што всушност обработува оваа диета и како практично функционира? Нашето тело, најлесна молекула за обработка и за производство на енергија му е глукозата, односно гликозата. И телото секогаш првиот извор по кој што ќе се посегне за енергија е гликозата. И гликозата практично инсулинот се задолжени за да се создава енергија и нормално инсулинот да ја разнесува таа енергија или гликоза низ деловите од телото кои што е потребно. И доколку можеби внесувате доволен број на јаглехидрати и доволен број на шекери кои што ќе се конвертираат во гликоза и доколку телото секојдневно се снабдува со таа енергија од гликозата, тоа ќе значи дека можеби нема со тој интензитет да ги троши масните наслаги и салото, за кои што можеби многу од вас им е проблематика и сакаат да ги снема. И кето диетата по мене е еден начин на кој што може да го испровоцирате вашето тело, односно црниот дроб да на побрз начин почне да ги согорува мастите, но без при тоа да внесувате премалку калории, затоа што тоа може да биде контрапродуктивно и да не е добро по вашето здравје. Сега што се случува практично во оваа кето диета? Кога вие ќе го намалите внесот или можеби ќе го исклучите во некој ден внесот на јаглехидрати, природна состојба на нашето тело е да не одржи во живот. И таа природна состојба подразбира дека кога нашето тело ќе види дека ќе нема доволно енергија од гликоза, дел од енергијата ќе ја посегне да ја создава преку разградувањето на мастите во црниот дроб, кој што практично е познат процес како кетоза, и кога тие кетони практично произлезени од мастите и од црниот дроб ќе се ослободат во нашето тело, создаваат енергија. И на тој начин практично се обезбедува позабрзано и по масовно трошење на масти. Сега, по мене оваа диета можеби е добра и искрено јас ова би го практикувал не константно, туку можеби би го практикувал во одредени денови и би си играл со јаглехидратниот днес. И ова е чисто само мое мислење, доколку на некој од вас му функционира слободно, може да ја практикува и некој од вас доколку ме следи подолго време знае дека мојот став е секогаш доколку одреден начин на исхрана ти дава доволно енергија, добро здравје и добар изглед, тогаш не треба да менувате ништо. И доколку на некој од вас ова е начинот на исхрана кој што му дава супер резултат, треба да продолжи. Јас не сум го прифатил до сега и не би го прифатил од причина што знам дека овој начин на исхрана барем во одреден период ќе носи намален ментален фокус, намалена и физичка енергија, затоа што се уште телото не е навикнато и не е влезено во таа фаза на кетоза, а сето тоа јас не би можел и не би сакал да си го дозволам во одреден период, можеби од моите денови, недели и така натаму. Друга работа поради која што не би ја вовел оваа диета е затоа што намалувањето на јаглехидрати ќе значи дека ќе треба, ретко кој од нас ќе знае доволно како да обезбеди комплетна нутритивна вредност со намалувањето на јаглехидрати, затоа што сепак можеби ќе се исклучат од голем број на овошја, одредени зеленчуци, одредени може интегрални производи кои што со себе носат и растителни влакна и витамини, минерали и фитоелементи кои што не значи дека не може да се обезбедат и на друг начин, но сепак бара знаење и бара инвестирање на време во денот за да си обезбедите комплетно нутритивен внес. И искрено тоа е единствениот став затоа што мислам и мое мислење и причина поради која што јас на себе не би ја практикувал. И тоа е, пак ќе кажам, само мое мислење затоа што
доколку некој од вас тоа му функционира и знае да си обезбеди доволно нутритивен внес без при тоа да внесува јагле, хидрати во тие потребни количини и мери, супер, нека продолжи, слободно нека ми пише и нека сподели искуство. Во секој случај кетозата не е нешто што не е природно за нашето тело, тоа е создадено за да не одржи во живот, но и на крај на денот јас би рекол да не се злоупотребува, затоа што сепак има начини како да се изгледа добро, здраво и да бидеме витални и без да се влегува во такви екстремни игри. Така да тоа е генерално моето мислење поврзано со оваа диета или начин на исхрана и доколку некој од вас знае, сака, може да ме да дополни со било какво искуство, информација или има прашање поврзано во делот на овој начин на исхрана, тука стојам на располагање и ќе дадам одговор на се што можеби знам, сум го практикувал или сум дошло до мене као релевантна информација. Така да, дечки, фала ви за вниманието. Тука ве оставам за денешнава епизода. Ви благодарам. Убав ден и здрави животни навики. Чао, чао!